Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Вие сте со уште една трета порта, политички магазин кој ја анализира минатата недела на интернет просторот, социјалните мрежи и ви ги пренесуваме сите најинтересни моменти. Во оваа емисија неизбежна тема е аферата Пасоши, која отвори неделникот Фокус, кој објави снимка на кој се прикажува фабрика или работилница за производство на фалсификувани пасоши. Оно што сега се чека е одговорот на надлежните. Јавното обвинителство кажа дека предметот е даден на надлежен обвинител. Се чека да видиме дали ќе се отвори истрага, дали ќе се отвори предмет, а Министерството за внатрешни работи по првичната реакција дека во овој предмет нема случај, дека нема никој оштетен, дека не се пријавени украдени пасоши, подоцна изјави дека снимката ќе биде анализирана. Сега, околу овој случај има најмногу реакции како на социјалните мрежи, на Facebook, на Twitter, така и на интернет просторот напишани се доста колумни и анализи. Почнуваме со Звездан Георгиевски, новинар, со неговата колумна, со неговата анализа објавена на порталот Окно. Неговиот надпис е едноставно насловен – Пасош. Тука е ставена и една од фотографиите кои ги објави неделникот Фокус и Георгиевски го вели следното. Најблагоречено, чудните реакции на официјалните власти по отварањето на аферата со домашната работилница за производство на пасоши во стилот на бркањето на мувата од капата оставаат не толку недоумици, колку реални сомневања дека сторијата на неделникот Фокус за исчезнувањето на апаратите за биометриски документи, која кулминираше токму со пасошката афера, не само што не е без основа, туку сериозно ја загрозува и онаа мала легитимност што оваа власт ја имаше. Изјавите на високиот функционер на МВР Иво Котевски, секој можел да собере пасоши од семејството и да ги сними, на министерката Јакуловска, никој не е оштетен, на партијата на власт, кориците на пасошите може да се купат како разгледници на секоја тезга, дадени експресно по објавувањето на спорниот видеоматеријал, како и молчењето на јавното обвинителство, доведува до заклучок дека станува збор за основани сомневања за сериозен, организиран, односно државен криминал, особено ако се земе контекстот и на чудните лични карти пронајдени на претходните локални избори. Тоа е текст на Звездан Георгиевски, насловен како Пасош. Сега Министерството за внатрешни работи даде и одговор на дел од прашањата на новинарите на Фокус, кои ги праша за неколку спорни моменти во однос на видеоснимката која е објавена и за она што новинарите на Фокус мислат дека треба да се истражи во овој случај. Еве ќе видиме дел од одговорот на Министерството за внатрешни работи. Фокус одговорот го има објавено на својот веб портал. Насловот е МВР, секој може да превитка хартиено марамче и на него да напише пасош. И МВР го вели следното. Што се однесува до конкретните прашања, од пракса би нагласиле дека пред неколку години имаше случај во кој осомничениот во домашни услови на лазерски печатач се испечатил евра во различна вредност. Беше откриен и пријавен од првата продавница каде што ги употребил. Од таму, не може да исклучиме дека е можно некој да се осмели и да превитка хартиено марамче, да го обои во црвено и на него да напише пасош. Современата технологија која ја применува нашиот партнер од Германија гарантира дека секој обид за фалсификат би бил далеку од оригиналот и би бил лесно препознаен и откриен. Дали и како се обучени членовите на изборните органи и наблюдувачите на изборните места, какви инструкции, дали и како го употребувале мастилото со кое се гарантира правилото еден човек, еден глас, се прашања на кои треба да одговорат одговорните во Државната изборна комисија. МВР може да потврди дека не е доставена ниту една пријава од страна на ДИК во однос на сомнение за злоупотреба на макар една фалсификувана исправа
Исто така, до МВР нема доставена ниту една пријава од ниту една граница или институција во странство дека некаде е откриен случај на злоупотреба на фалсификувана македонска патна исправа. Тоа е одговорот од МВР до неделникот Фокус. Продолжуваме сега со прашања кои ги упати новинарот Зоран Димитровски, кој работи во неделникот Фокус, поранешен главен уредник на Нова Македонија, на Дневник, во кое Димитровски вели дека Министерството за внатрешни работи не може да не превземе истрага, да не почне истрага за оваа спорна видеоснимка и затоа Димитровски ги поставува следните прашања. Јавни прашања за Иво Котевски. Дали за изработка на фалсификувани пасоши е неопходна машина на МВР која, како што велите, тежи 8 тони, или фалсификат пасоши може да се изработат и во домашни услови? Дали разликата помеѓу фалсификуван пасош, изработен во импровизирана работилница за пасоши, и вистински биометриски пасош може да се забележи со голо око? Каква е полициската практика во оваа смисла? Дали Државната изборна комисија и избирачките одбори за време на изборите располагаат со систем за проверка на автентичноста на личните биометриски документи, пасоши и лични карти, ист онаков систем со каков што располага полицијата на граничните премини? Дали членовите на ДИК и членовите на избирачките одбори посетувале специјални курсеви во МВР за препознавање фалсификат пасоши или фалсификат лични карти? Од одговорот на претходните прашања зависи одговорот на прашањето зошто, како што тврдите заедно со министерката, немало пријави за фалсификувани пасоши од ДИК за време на минатите изборни циклуси. Се друго е пропаганда. Значи, ова се прашањата кои се пратени до Државната изборна комисија од Фокус. Реакциите по однос на аферата пасоши се доста, значи ги имаше секаде, ги има на социјалните мрежи, ги има на интернет. Еве, например, Жарко Трајновски, кој е експерт за човекови права, јавен активист, го поставува следното прашање во однос на снимката. Трајновски пишува: пасошите се во кутии на брендот Витаминка, а акцентот на човекот што зборува на телефон е од истиот регион. Толку ли е голема Македонија, па не може да се пронедат фалсификаторите? Трајновски прашува во однос на спорното видео кое ќе го видиме сега. Значи, на видеото се гледа некаква соба, некаква просторија, се гледаат доста расфрлани патни исправи, се гледаат кутии полни со некакви пасоши, се гледа човек кој чекори таму, се гледаат некои имиња објавени на компјутер. Значи, сето ова е јавно објавено и за овие снимки се чекаат одговори од државните институции. Сега, под објавата, Facebook објавата на Трајановски има и коментари, ќе видиме дел од нив. Еве, некои од корисниците на социјалните мрежи велат: мора и тепихот се знае од каде е купен, уште само да се сетат кој го купил. А Жарко Трајановски одговара: само ако има истрага, тогаш ќе мора да се одговори и на прашањето: а где е печат? Инаку печатот е на 012, се гледа на 016, 037 и 040, многу јасно. Емисијата ја продолжуваме со останатите реакции. Ќе видиме сега што пишува професорката Мирјана Најчевска, која вели дека е зачудена од одговорот на властите во однос на оваа афера. Најчевска вели дека одговорот е прилично несериозен, но укажува и на низа на нелогичности кои според неа упатуваат на друг контекст на целата проблематика. Ќе видиме што пишува Најчевска. Најчевска вели: мислам дека за уривање на ВМРО ДПМН ќе треба многу напор
бидејќи вели нивните одговори укажуваат на крајни нелогичности кои сепак поминуваат во јавност. Па еве, оваа борба ќе биде многу тешка заради една едноставна причина што тие се амнестирани од логично размислување. Едноставно, може да кажат крајни нелогичности, како на пример дека не е возможно да се фалсификува патна исправа затоа што справата за изработка на патни исправи на МВР е тешка 8 тона. Можат сами себе да се негираат со тоа што ќе кажат дека е фатен косовец со лажна патна исправа. Може да тврдат дека не е работа на полицијата да испитува пријава за сторено кривично дело. Можат најотворено да го спречуваат јавниот обвинител да поведе истрага за пријавено кривично дело и никому ништо. Како да спротивставуваш аргументи на изјави кои немаат допирна точка со здравиот разум? Како да докажуваш нешто некому кој едноставно смета дека за него не важат ни општествените, ни природните закони? Тоа е постот на професорката Најчевска. А Никола Наумовски, активист на граѓанската организација, невладината организација Плоштад Слобода, вели дека аферата пасоши според него е многу голема. Инаку на социјалните мрежи, по објавувањето на оваа афера од страна на Фокус, веднаш се направија паралели со најавените бомби, така нарешени на лидерот на опозицијата Зоран Заев, и имаше доста коментари дека ако ова е бомбата на Заев, дека тогаш ова не е ништо страшно. Но сепак ова ние не знаеме, никој не се изјасни дали ова е бомбата на Заев, ова е само една сторија од неделникот Фокус, а неделникот Фокус вели дека видеоматеријалот го примил од анонимен граѓанин. Па сега Никола Наумовски вели за сите оние кои се разочарани од објавувањето на аферата и вела дека не е доволно силна, тој го мисли спротивното. Во неговиот текст, објавен на порталот Окно, вели: не можам да замислам поголема бомба од оваа со пасошите. Тука има и илустрација од лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој скока од авион и вели ние ќе бомбардираме кого сакаме. Значи, искористена е илустрација на американски војник, сатирична се разбира. Ова често го прави порталот Окно. И еве дел од колумната на Наумовски. Како прво, важноста на ова прашање е многу проста и акутна. Визната либерализација може да биде окината заради нарушената доверба на нашите патни исправи. Европската Унија нема да го чека Зврлевски да ја заврши истрагата и да каже дека делото е застарено или своеволно да се одлучи дека нема да поведе процес. Не, самите ќе се побараат информации и ладно ќе се ги воведат визите повторно. Како второ, но многу поважно, нели е застрашувачки, што некој ја фалсификувал волјата на граѓаните се во ова време. Може би сите изборни победи по 2006 на ВМРО се лажирани, или еве, разликите им се зголемени за да можат непречено да владеат. Може би коалициите ќе им беа поинакви или ќе имаше повеќе опозицијски градоначалници, друг председател можеби, и така натаму. Тоа го пишува Наумовски под насловот "Не можам да замислам поголема бомба од ова со пасошите". А во јавноста се појавија доста информации околу аферата со пасошите, се јавија и доста контроверзи, различни спротивставени ставови, па така Министерството за внатрешни работи цело време повторува дека овие пасоши и да се навистина изработувани некаде и да се навистина фалсификат, тие не може да бидат искористени за поминување на државната граница, за патување надвор од Македонија, бидејќи македонските пасоши имаат современа заштита која се изработува во Германија. Па еве, Слободен печат сега пишува дека тоа не е спорно, но дека овие пасоши воопшто не ни требало да бидат искористени за патување надвор од Македонија. Насловот на Слободен печат е: пасошите што не можат да поминат на граница, може да поминат на избори. Тука е ставена илустрација на пасош со членска книшка на ВМРО-ДПМН. Со фалсификувани пасоши, веројатно нема да може да се помине граница, но голема е веројатноста со нив да може да се гласа на избори.
бидејќи членовите на избирачките одбори ниту се надлежни, ниту се обучени да препознаваат фалсификат. Вакви се најголем дел од коментарите по аферата за фалсификувани пасоши, што ја објави неделникот Фокус. Во текстот се тврди дека на непозната локација се печатат македонски пасоши. И тука се објавува и реакција на претседателот на Државната изборна комисија Рилковски. Тој е текстот на Фокус. Пасошите што не може да поминат на граница, може да поминат на избори, а за аферата пасоши имаше доста коментари на Facebook. Еве ќе видиме еден корисник на социјалната мрежа кој го пишува следното: целата афера ја поврзува со убиството на Мартин Нешковски, еве на кој начин. Соопштението со кое МВР, меѓу другото, го повикува Фокус да приложи докази и сомненија за штанцање пасоши, ужасно многу подсетува на случајот Мартин Нешковски. За подсетување, на 6 јуни 2011 новинарка му поставила прашање на портпаролот на МВР за гласините дека момче било убиено на плоштад за време на прославата на ВМРО. Иво Котевски арогантно ја одговара дека такво нешто не се случило, а ако таа имала информација да пријавела. На крај се испостави дека не само што такво нешто се случило, не само што ја имале таа информација, туку и дека убиецот е припадник на МВР. И тука ќе видиме еден коментар под овој текст, значи повеќето од коментарите велат дека овие работи цело време се објавуваат, но јавноста не реагира. И еве еден коментар кој вели: што е народот крив кога сите медиуми се под капата на власта и истите тие медиуми секој ден црното го прават бело, а залагите на власта денонокно не уверуваат дека тоа е вистина, а се друго е лага. И со таква констатација дека пастирот не е крив, ние сме виновни, тој ќе владее уште 50 години. Тоа е коментарот под овој Facebook пост кој зборува за аферата пасоши и ја поврзува со убиството на Мартин Нешковски. Во однос на аферата има и други објави кои се директно и индиректно поврзани, па сега лидерот на НСДП Тито Петковски вели дека бомбата на Заев ќе биде многу силна и тој вели дека тие информации кога ќе излезат во јавноста ќе предизвикаат многу силни реакции и дека ќе имаат последици по владеачките партии. Тито Петковски во интервјуто дадено за Радио Слободна Европа вели аферата Македонска банка е играчка за бомбата. Тоа е насловот и Петковски го изјавува ова: бомбата значи збир на различни документи и сознанија, докази, релевантни факти и така натаму, за начинот на владење, односно за бескрупулозноста на власта во сите сфери на животот. Се разбира, ниту имам право, ниту имам мандат да ги кажувам деталите, но цврсто сум убеден дека тие се многу силни. Јас му верувам на господинот Заев дека и она што не го знам да речеме дека исто така има иста силина. Тоа го вели лидерот на НСДП во текстот аферата Македонска банка е играчка за бомбата. А дневниот вестник Дневник објавува една колумна на Лепа Ѓоргиевска која вели бомбата е фрлена по изборите. Тука новинарката има различно мислење од претходното на Тито Петковски и од ставот на опозицијата, па Ѓоргиевска пишува: партијата на Заев и коалициските партнери од левиот блок по априлските парламентарни избори го бойкотираа законодавниот дом. Веројатно ни самите не знаат зошто. Одбија да бидат дел од институција која всушност треба да биде храм на дебатата и жариште на ставови и упорно стојат на ставот за институционален бойкот. Те не влегуваме, те чекаме преговори со власта за техничка влада и за плюс уште 4 барања, па бойкотираме, ама можно е оцепување на неколку пратеници нивно влегување во собранието. Па следува најави за бомби. Сега веќе ништо не е толку актуелно во врска со опозицијата, колку што се најавите на Заев за силни докази и аргументи против работењето на власта. Во ред, откако се најавени, сите ги чекаат. И тоа веќе подолго време.
а СДСМ на тоа одговора дека се навремено ќе биде објавено согласно со стратегијата. Дали стратегијата подразбира и лошо режирани представи од типот на оваа со наводните фалсификувани пасоши, не е јасно, ама ајде тоа да го оставиме. Ете, тоа е текстот на Дневник, кој очигледно во овој коментар не верува во аферата пасоши и во видеоматеријалот кој е објавен. Продолжуваме со останатите реакции. Сите реакции денес и сите текстови некако ни сите пробиува оваа афера со пасошите, овие реакции, бомбата на Заев, тоа е неизбежно, па еве новинарот Миодраг Мишолик на својот Facebook статус објавува едно соопштение на владата кој се однесува во информации кои се објавени во медиумите за кои се зборува дека дел од бомбата на Заев содржи материјали за прислушкувани новинари. Значи, се работи за реакција на владата, за новинарски текстови кои шпекулираат што има во бомбата на Заев. Па еве Миодраг Мишолик пишува: уште нешто што не е Коза Ностра, туку најофицијално соопштение на владата, објавено во 16:18 часот. Скопје, 2 декември. Предмет соопштение на јавност. Почитувани. Во врска со шпекулациите, објавени во медиумите кои се финансирани од Сорос групацијата, а кои се контролирани или пак во функција на СДСМ, а во врска со некакво наводно прислушкување на новинари, владата на Република Македонија сака со ова соопштение енергично и во целост да ги демантира овие шпекулации, оценувајќи ги како целосно неточни, невистинити и груба манипулација со почит сектор на односи со јавноста. Тоа е соопштението на владата, објавено во врска со текстови, со новинарски шпекулации околу тоа што може да содржи бомбата на Зоран Заев. И сега продолжуваме со вистинската Коза Ностра, со нивен текст по информацијата дека рускиот претседател Владимир Путин објави дека Русија се откажува од проектот Јужен ток поради несоработката на Европската унија со тој проект и поради очигледните причини дека тој нема да може да се реализира. И сега во Македонија вице-премиерот Зоран Ставревски стави еден подпис на цевката на Јужен ток и со тоа ја увери македонската јавност дека Македонија ќе биде дел од проектот. Сега Коза Ностра пишува, се разбира сатирично во однос на тој настан. Насловот е Ставревски го повлече подписот од цевката на гасоводот Јужен тек. Еве таа фотографија. Разочаран од развојот на настаните со Јужен тек, кој добија поприлично ружен тек, вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски денеска и официјално го повлече подписот од цевката на гасоводот. На тој начин Македонија стана првата земја од регионот која самата се повлече од проектот кој нема да се реализира и со тоа јасно и стави на знаење на Русија дека иако географски малечки со нас никој не може да се поигрува. Тоа е текстот на Коза Ностра, еве повторно фотографијата и насловот. А пред крајот на емисијата ќе видиме уште неколку содржини, се разбира тука се неизбежните студентски протести. Како што е познато во јавноста, министерот за образование Абдулаким Адеми првично најави дека тој ќе се сретне со студентите, дека нема никаков проблем со тоа, но подоцна се предомисли и тој и заменик министерот за образование Спиро Ристовски кажаа дека сега нема да се сретнат со студентскиот пленум кој протестира против најавите за екстерно тестирање во високото образование и дека тоа ќе го направат дури од кога ќе биде представен самиот закон. Сега ќе ја видиме изјавата на министрот Адеми. Еве, овој текст е објавен на Радио МОВ. Нема средба со студентите без писмен предлог за државниот испит, вели министрот Адеми. Ние се уште не сме доставиле до универзитетот и до сите други засегнати страни писмен предлог и не сакаме да се сретнеме и зборуваме за нешто што уште не е утврдено како предлог од наша страна.
Кога ќе биде предлогот готов, ќе се достави до сите, секако и до јавноста, и во тој момент, кога ќе се отвори јавна дебата, ќе се сретнеме со сите заинтересирани страни, вклучувајќи ги и студентите. Тоа значи вториот став на министерот Адеми по оној првичниот дека ќе се сретне со студентскиот пленум во однос на нивните протести, на нивниот револт за екстерното тестирање во високото образование. А сега да го видиме и соопштението на студентскиот пленум, кој соопшти дека ќе продолжи со протестите, веќе најави и друг марш и објави ново соопштение во јавноста. Еве го објавено на нивната Facebook страница, студентски пленум. Тука тие прашуваат зошто на студентите треба да им се придружат и други категории граѓани. Најпрвен да ви поставиме неколку прашања на сите вас. Зошто би излегле на марш студентите кога нив веќе не ги засега оваа реформа? Или пак, зошто оние кои не се воопшто студенти би трошеле од своето време и енергија да ги поддржат оние кои се уште го имаат жарот и силата да се изборат за своите права? Зошто родителите би излегле за своите деца, без разлика дали тие деца се основци, средношколци, студенти? Зошто оној кој што нема никаква допирна точка со оваа очигледно банална реформа би се поместил од својата зона на комфорот, би се облекол, би направил парола, би спремил грло и би излегол на улица да го брани својот став? Секако, ова се легитимни прашања кои секој би ги поставил и во нив би го нашол изговора да остане нем на реформите кои директно или индиректно го загрозуваат неговиот дигнитет, личност, достоинство, а пред се неговите права. Тоа е соопштението на студентскиот пленум во однос на тоа зошто различни категории граѓани треба да излезат на протести и да ги поддржат студентите во нивните напори да нема екстерно тестирање во високото образование. А денес, како што е познато, е ден на дрвото, значи продолжува акцијата која некако во последно време беше ставена на некаква пауза, па немаше еден период садење на дрвца. Денес повторно се садат, а професорот Јове Кекеновски на својот Facebook профил поставува низа прашања во однос на оваа акција и во однос на придобивките, на досегашните придобивки од садењето. Професорот пишува: Ден на дрвото. Телевизија на денешните вести објави информација дека на денот на дрвото започнал во 2008-та, досега се засадени околу 50 милиони дрвца. Значи, ако Република Македонија има 25.700 квадратни метри територија и ако се засадени 50 милиони дрвца, тоа значи дека на секој 1 километар квадратен имаме засадено по 1945 дрвца. И сега тука има една математичка пресметка. Ако ми е математиката точна и доколку од вкупната површина се иземе квадратурата на изградени површини, згради, куќи, патишта, тротоари и друга инфраструктура, тоа значи дека Македонија треба да биде позелена и од Швајцарија, каде е проблемот. Со ова прашање на професорот Јове Кекеновски завршуваме оваа трета порта. Вас ви благодараме за вниманието. Емисијата следете секоја среда во 19 часот и 15 минути. Не заборавајте, трета порта ви порачува дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку само вие прикажуваме големата слика. Заклучоци донесете сами, а до тогаш останете со програмата на 24 вести.